Добар ден. До сега оваа платформа сум ја користела за убави работи, за спиритуални работи, за здравје и за холистика. Но денес ќе искористам оваа платформа за нешто поинакво и се надевам дека ќе бидам слушната. Денеска се обраќам како жртва на семејно насилство и како некој што ужасно бара многу голема помош од институциите. И барам да бидам слушната, не барам да бидам сожалувана, не барам да читам коментари, не барам да ме тапка никој по раме, само сакам да бидам слушната од институциите и барам помош. Живеам со родител кој што константно е под алкохолизирана состојба, со дијагноза на ментални расстройства, кој што уште во 2019 година има лежано на во психијатриска болница во Скопје. Во октомври оваа година има лежано во Бардовци и имаме обиди за уште многу пати да се хоспитализира, меѓутоа неуспешно, со тоа што отсекогаш добиваме одговор дека нема место или дека не е доволно сериозна ситуацијата. Само ние знаеме колку е сериозна ситуацијата, затоа што никој не е во наша кожа. И не мора да биде фатално, не мора да бидеме убивени, силувани или ранети за некој да не слушне. Моето студио Lotus Touch на изглед изгледа совршено место и сите ме познаваат како мирна и смирена личност, но во подножието на Lotus Touch никој не знае како функционира и само Господ знае колку пати ми се треселе рацете, колку пати сум плачела додека сум ги работела со моите клиенти. Само Господ знае колку пати меѓу термините телефонот ми бил во раце за да викнам полиција. Само Господ знае колку пати ми трепелере и рацете и срцето и сум била вознемирена со страв дека некој ќе убија мајка ми доле или баба ми. Ние сме 3 жени кои што живееме со човек кој што постојано ни прети дека ќе не убие, кој што има обиди и за самоубиство и за убиство спрема нас. Денеска повикавме полиција и ако ви кажам дека цел ден сме по сите институции и дека сите не одбиваат и дека никој не сака да го прими во ниедна психијатриска установа и дека никој не се јавува на телефон ни во Бардовци, ни во Демир Хисар, ни во ниедни други психијатриски установи, дека не функционираат никакви врски и дури е жалосно да кажам дека ми се потребни врски за да некој биде сместен во ментална установа. Јас не знам во кој век живееме, меѓутоа оваа лудио и оваа агонија мора да престане. Имам брат со церебрална парализа, кој што живее со нас и кој што сите овие трауми ги има преживеано. Неговата здравствена состојба беше премногу лоша изминативе година дена. Постојано сме по болници. Дури и во болниците, мојот татко, кој што не би сакала и да го именувам како таков, постојано беше во алкохолизирана состојба. Имам сведоци и дека на интерно во Куманово викав обезбедување да го тргнат. Меѓутоа, не знам што треба да се случи за нашиот глас да биде слушнат. Јас во моментот барам помош. Кажете ми правно, како и каде да се обратам и каде една личност со такви ментални расстройства 24 часа под дејство на алкохол, кој што малтретира своја сопруга, своја мајка, своја ќерка и болно дете во церебрална парализа, не може да се смести во некоја психијатриска установа. Не спаѓаме под семејно насилство, не спаѓаме по кривична пријава, нема физички напад,
Нема место во Бардовци, нема место во Демир Хисар. Каде има место? Дајте ми помош. Не барам некој да ми каже па што не се одселите или зошто не се разведат, затоа што нема ни една зграда, добра инфраструктура и лифт пристап за брат ми со неговата димензија на неговата инвалидска количка. Не е дека не сме пробале, не е дека не се пробале да се разведат, затоа што своеволно не потпишува развод, своеволно не ја напушта куќата и ние немаме финансии и немаме на кој начин да се тргнеме. Барам помош. Или кажете ми кој е одговорен ваква личност да се смести во некоја психијатриска установа, или најдете ми зграда или сместување каде што брат ми ќе биде на сигурно, каде што брат ми ќе има пристап со инвалидски колички. Не сакам да стигнеме до степен каде што ќе има жртви и каде што ние ќе трепериме постојано за нашиот живот, или дека немаше да можам да се извршувам работата само затоа што нема систем на кој што можам да се потпрам. Се надевам дека оваа порака ќе стигне таму каде што треба да стигне и се надевам дека барем до понеделник ќе имаме одговор.